Ако се прашуваш каде бев изминатите месеци или година, не исчезнаме, не се откажаме, односно градеме нешто што ќе го гледаш тек до прва. Денес ти кажувам најискрено што се случи изминатата 2025 и каде ќе продолжи 2026, така да остани у видеото, а пред да продолжиш да го гледаш, лайк, share, subscribe. 3 работи, 3 секунди. Толку. Вака за сите што сте од претходно, јас сум Јован Пилев, како што ме знаете, снимам фитнес контент, пробувам да донесам кај нас нешто ново и тек до прва има што да се гледа. За сите што не ме знаете, отворите ги видеата, имаме No Comfort Zone, тоа ви е еден серијал каде што снимавме 100 дена, че ти стане јасно и зошто не се завршени. Имаме серијал што се уште трае, тоа ни е EPX Champions, феноменален серијал каде што ме научил доста и уште многу нови. Така да пиши слободно во коментар, ги читам сите, враќам на сите, што сакаш да снимаме, предлог, гостин, серијал, тип на видеа, било што. Зошто ме немаше последните неколку месеци? Денеска сме 23 јануари 2026, немав објавено ништо на мојот Instagram профил, ниту на YouTube од 1 септември па се до некаден крај ноември, почеток декември. Не памтам точно дата. Спремавме форма, како што ме гледате моментално, послаб. Зошто не снимавме? Бидејќи спремам форма, не сакав нешто да биде форсирано и на крајот да испадне дека пак само беше на муавет. Јас од мојата форма ослабнав 13 кг за неполни 4 месеци. Овој период ми е одржавка околу празници и сега следува финалната форма која сакам да ја изведам, па здраве Боже, до крај на март месец, така да имам уште некои си 2,5 нецели месеци. Инаку зошто не снимав изминатата цела година, бидејќи, како што ви кажав, градев, а не исчезнав. Сега, што градевме? Пред точно година и пол почна една ситна и мала идеја, која гласеше сакам да направам 50 мајци за по повод No Comfort Zone, еднакво на Results. Тоа беше серијалот кај што снимавме 100 дена секој ден. Нема да се задржуваме на серијалот, сакам да ви кажам околу мајците. Мајците немаа ни име, сакав да бидат нешто поврзани со мојот контент, јас да бидам како бренд лице и заштитник на нештото каде што прерасна до толку големо нешто, каде што сме денес. Нешто што гледате овде. Радте, секој еден од вас може да го пронајде, затоа имаме многу што да зборуваме, ама ќе го оставиме за следните видеа. Прерасна таа визија во голем проект, каде што ден денес уште се реализира, до прва ќе се реализира и многу работи се реализира. Тоа има друго видео кај што ви снимав од 1 септември па се до сега и уште ви снимам како беше процесот на финалните работи од рад. Нема да се задржувам тука ништо повеќе, само имам да ви најавам дека имате за брзо 6 модели на облека, 2 модели стрингери, 2 модели блузони и 2 модели на мајци во 3 бои и во 5 величини, од S до XXL. Сум размислувал на сите нас, одиме да градиме нешто заедничко. Сега, 2025-та, само накратко ќе кажам, помина од типот на моите преселувања. Подетално може некогаш понатаки да кажеме што како се десило. Битно мене ме научија многу работи. Пред се, во никој случај не треба да земите од ниедно негативно искуство у животот пораз, туку напротив, лекција. Лекцијата што е дека треба да бидеме благодарни прво и основно на Господ што не ги дава сите тие можности да ги искусиме и живееме во нашите животи, за да земиме лекција, поука, да му се заблагодариме на Господ уште еднаш дека не ги дадел сите негативни искуства што навидум не изгледа така, а уиднина устварите градат како личноста со твоите ставови и карактеристики што ги имаш. Сега, почна годината, па да речем, од тогашна гледна точка катастрофално, до днешна гледна точка прекрасно, бидејќи тоа ме направи тоа што сум денес, каде што бев приморан да се вратам назад во Кавадарци. Каде што се вратив исто со работа, ова ви го напоменав во видеото со дедлифтот кај што го правиме. Се вративме, почнав да работам кај моите во нашиот дуќан, Пилис до Неготино поново. За сите што го знаете, исто од Тиквешијата, накратко тоа е дуќан за плочки, санитарија и се за вашиот дом. Работам се уште кај мене во дуќан и ќе си продолжам да си работам. Тоа ме е скроз баш као од ова. Продолжуваме, се вселуваме конечно заедно после 4 години, тоест 6 години живење. Јас, брат ми и мајка ми во нашиот дом, нов дом. Тоа е нашиот стан, каде што сме моментално. Ова е мојот сетап.
тука работам и сите работи што ги гледате, има уште еден човек, а тиот човек е тука линкче, да му пишете за секакви визуелни ефекти, едити, снимање, значи туто комплето се од маркетинг гледна точка што му требат на еден контент креатор, на еден бизнис, некаква прослава ако им те ли било шо. Да не должам многу. Бабо, поздрав или Слободан Порочков. Работам во Дујчанот, си работам ден денеска, си се преселиме март месец, до април месец живеев тука, каде што после тоа се десија некои неубави работи, што нема да ги образложам сега, само ќе кажам уште еднаш, фала му на Господ и за сите тие работи. Ситуацијата ми налага да, за да смирам цела ситуација, морам да се преселам во Неготино, кај моите баби и дедо, кај што бев лани летото, оди на комфорт зон, гледа го од ден еден, ќе видиш кај почна, па таму живеев и ово лето. Си работев уште кај мене во Дујчан, си живеев во Неготино се до 1 септември. Тоа е денот кога се враќам од одмор и кога прекинувам да снимам и се фокусирам на повеќе на реалниот момент. Зошто? Пошто не бев спремен, че беше само лажна слика од мене за тоа што у позадина не сум спремен, а немам таа енергија што сакам да ја пружам и само че ми одзима од енергијата за денеска и од денеска натке ви да гледате поквалитетни видеа, подобри, позабавни, поенергични и пополучни. Нема да коментирам веќе ништо, само че тераме напред и че гледате на дело. 1 септември, како што ви кажав, се вратив од одмор. Тоа беше првиот мој одмор, инако на кратко да ви кажам, со мојата девојка, после скоро 3 години врска, така да луѓето што ве чекат 3 години за да отидат со вас на одмор и на крајот ќе речат дека тоа е најубавиот одмор од нивниот живот. Чујте ги, сакајте ги и правите нешто за нив, а не правите за тие што не вреде. Од тука се враќаме, почнуваме да работиме на формата од 101 кило до пред нова година паѓаме на 87,8. Тука веќе ја средуваме исхраната, убацуваме нови методи, константен тренинг и избацуваме нездрави навики. Почнуваме активно работа на рад од октомври месец. Септември сме веќе у преговори, октомври мислам дека веќе ги прецизираме сите. Кој ќе ги шие алишта на рад, од каде ќе се набавуваат, од која држава материјалите на рад, каде ќе оде штампа, од каде кутии, пакување, маркетинг, правиме ризици, не треба поголема количина на финанси, ја обезбедуваме со ризик на неколку години, кој ќе сване за што станува збор и каде што веќе од ноември месец рад е почнат официјално во производство. Тоа беше до шиење, производство на етикети, шиење на етикети и сега сме во последната фаза. Значи, како што ви кажав, сега сме 23 јануари и сме во последната фаза на штампање на самите модели и парчен облик. Сега моментално имам фокус на делот на пакување. Имаме мал проблем за да не ја качиме премногу цената, да најдеме некоја поевтина, а сепак највисок степен на квалитет на кутии. И тоа ќе го дознаете со факти и со нешто што ќе го видите. Сакам кутиите да бидат максимално заштитени, кога ќе ви стигне да ви биде мило таа кутија едно ден да се најде на некој ваш ѕид како дизајн, да се најде на вашето биро кај што чувате некои си ситни работи или било како и ќе ви биде мило да ја гледате. Другите работи се порачани, зашто ќе одат внатре во кутијата, не откриваме се додека не ги склопиме и тоа е тоа. Сега, од тука натаки сакам да најавам неколку работи што ќе се случуваат во 2026. Зашо се спремавам уствари? Моментално е нарачана опрема од Германија, што нема да зборувам во цени, неќам да ниту некого да изфрустрирам дека не може нешто да го купи или било како, само ќе кажам поголема инвестиција од моја страна, не за мене и за моје лично задоволство, туку за поголем квалитет кон вас. Да имате постабилни видеа, тоа е гимбал, држач, например, да има за гимбал, пошто Ивана и Слободан кога ќе снима да му биде полесно, че имаме конечно нов објектив. Од првиот ден кога купив камерата, реков дека следна инвестиција мора да ми биде објектив и тоа не е обичен објектив, туку Tamron 1770 мм со 2,8. Друго имаме исто држач за укола и ред други работи, што ќе стварно сите работи до сега што сме ги работеле ќе се дигнат на едно па минимум пута 2 ниво, мислам и повеќе. Друго што имам да ви најавам, конечно, со еден мој многу близок пријател, доста помлад од мене и затоа и баш го одбрав него, ви спреаме e-book или еве на нашки како да го кажам, ќе видиме дали ќе биде PDF формат или формат
на веб страна, зависи од можностите у моментот што ни се, пошто сакаме што побрзо да го пуштиме, веб страна би ни фанало повеќе време, а PDF реално ако би се нале можеме да го направиме и за недела ден. Погледаме сето да има смисла кога ќе се пушта, да не се форсират некои работи, да не останат незабележани. За сите што сте, еве конкретно од Кавадарци, средношколци, тоа е Филип Црдјеница, дечкото што работи во Будо, што веќе држи персонални тренинзи во Будо и е феноменален за неговите години, можам да кажам. Има спортска историја како боречки вештини, но во последно време е исто во теретана и имаме доста сличен принцип на вежбање, доста сличен принцип на, принцип може да го речем, на гледање на вежбањето, на исхраната, на тренингот и сме многу добар склоп од малце, како да кажам, по веќе влегувам у по возрастните, како да кажам, 24 години, например, веќе луѓе што имат завршено факултет, што се најдиле работа со нивните факултети и дечките што се на негова возраст, што сега почнуваат факултет и почнуваат да го одат тие пат. Тук се ни две енергии измешани, што ќе биде многу феноменално и ќе можете да се пронајдете секој еден од вас, буквално. И ти си помлад, што почнуваш на факултет и мислиш дека ќе немаш време за нештото или па си средна школа и за тебе што ти е завршен факултетот или си уште на факултет или веќе одиш на работа, сум ти еве конкретно и јас пример. Така да нема да должам таму, че имате видео од секој тренинг, че имате рецепти и ред други работи. Си запишав 3 цели за оваа година што ми се и сега ќе ви ги прочитам и после година дена од ова ќе правиме муавет дали јас сум ги остварил моите цели или не сум ги остварил. Целите за 2026 ми се квалитетен и конзистентен контент под број 1. YouTube, минимум едно видео неделно, Instagram, TikTok, Facebook, тоа ми спаѓа како една платформа, едно стори дневно, минимум, 2 рилса неделно минимум и еден пост неделно минимум. Сега, овие сите работи стартираат, здраве Боже, од февруари. Ова ми е за до крај, до следен 1 февруари, например, да речеме, ама јас ќе го заклучам со 1 јануар 2027. Посакувана форма ми е број 2 или пик на моја форма со задржана мускулна маса, добра композиција с размерно цело тело, да не заостанува ни една мускулна партија како и до сега и да биде понизок број на масти. Или целата е веќе, кажам директно што ми е, тоа е стомачни и по некоја вена на стомачни. Трето, пуштање на рад во продажба и затварање на годината со продадени 1000 парчиња. Сега, 1000 парчиња, за некого се многу, за некого се малце, за мене тоа е некоја си реална бројка. Што ако би се пуштил напред да гледам премногу да посакувам, па би се преценил и би рекол дека би продадел и повеќе, но би бил доста реален и суров спрема цела ситуација и би рекол 1000, па ако биде повеќе, фала му на Господ. А тие 1000 парчиња ќе бидат благодарение на сите вас и на сите нас, пошто заедно ќе го градиме. Сега, од тие 1000 парчиња продадени, под точките се воведува и на женски оддел, и што сега имаме 4 модели унисекс шусе, значи ќе бидат и за машки и за девојки, а 2 модели, тоа се стрингерите, што ќе бидат само за момче. И вадење на дуксери, шорцеви и тренерки. Тоа ми е примерно. Најценко ракави веќе имаме, само ќе бидат различен модел, дали потесни ракави, подолги, пократки, потесен струк, гради исто. Значи тоа е веќе делот на шаблонирање на еден модел. И да ги прочитам книгите кои ги купив пред 2,5 години. Тоа се сите книги позади мене што се наредени. Тоа се 9 книги, мислам, од кои 6 се психологија, 3 се стручна литература, фитнес, бодибилдинг, здравје и медицина. Сите овие цели, што ви ги кажав, составени на лист, не за лајкови, не за публицитет, или било како, тие се ставени за да ми бидете на водилка, да ги имам јасно пред себе, за да знам кој ми е приоритетот у следната година дена и што сакам да постигнам. Така да, совет од моја страна за вас е да си направите, да си земите еден лист и вие, да си ги напишете 1, 2, 3, зависи колку работи. Мој совет е не претерувате повеќе од 4-5 работи да ви бидат приоритет, бидејќи веќе сте сврнени на сите страни и не се ништо од тоа нема да оде напред, туку сето ќе оде многу споро и ќе ви одзима многу внимание и нема да бидете фокусирани толку колку што треба да бидете на неколку работи. Што и природата на човекот е така. Така да овие сите работи
после една година ќе ги видиме и ќе видиме дали биле само празни зборови кажани од моја страна или па се испоставило дека сум исполнителен и сум ги остварил нешто. Да сумираме, што би очекувале од мене, ви кажав, од типот на контент, конзистентен, квалитетен контент, забавен, ќе бидете сите вие вклучени у него. Тоа го зборувам од првото видео, дека ќе има челенџи, ќе има јавни настапи и сето тоа е спомнато у првото видео на мојот YouTube канал, каде што го гледате моментално вие видеото, така да очекувајте само најдобро нешто. Што научивме, ви кажав, тоа е дека сите работи што ни се дадени да ги искусиме, ни се благослов на еден начин и позитивно нешто на што треба да гледаме, а не да гледаме како загуба или било како. Ако си тука за да се мотивираш, многу ми е жал, градиме нешто што не се темеле и не се базира на мотивација, туку се базира на дисциплина. Еден пластичен збор што многу луѓе не го разбират, а и не ни треба да го разбират, јас ќе ви го кажам на кратко. Тоа е да го правиш нештото у континуитет и кога ти е монотоно, кога не ти оде се по планот како што мислиш, но сепак на крајот, кога ќе го завршиш нештото, и треба да не одат работите по планот. Зошто? Бидејќи така учиш каде си сгрешил, каде грешиш и на кои работи треба да запазиш внимание, на кои работи треба да обрнеш внимание, како непредвидени работи што може да се десат во иднина или ти се случуваат. Така да јас не би долозел ништо повеќе од ова, само би ве замолил за еден лайк, ова видео да стигне па еве некои скромни 50 лајка ако може. Моментално сме на 525 сабскрајбери, така да ви ветив giveaway, ќе го оствариме и giveaway-от, ќе биде многу поголем од тоа што го планирав и немам ништо што повеќе да надополнам. Така да лайк, шер, сабскрајб, на 1000 ќе имаме друг giveaway, тоа е тоа. Така да луѓе мои, како што ме гледате, јас сум полн со енергија, се надевам дека и ви после овој видео позади големите и малите екрани сте полни со енергија и желба за да направите нешто за себе и за луѓето околу себе. Така да, се тоа е за сите нас. Додиме, се гледаме со следно видео.